Средината. На 19 век градот ќе ја памети по неколкуте големи пожари кои пустошат низ јадрото на градот. Тие ќе ги голтнат и последните дрвени дуќанчиња, а нивното место во чаршијата ќе го добијат масивните објекти како зиданите дуќани и магази, кои понекогаш имаат и 2 ката, што е резултат на економската моќ на граѓанската класа која е и носител на националното будење. Магазите биле средиште на импортот во Битола. Овде се носеле стоки од најразличен карактер, се и растоварале караваните на трговците, се правил пазар, се одржувала трговија со децении и векови. Во автентично зачуван амбиент, денес во оваа зграда се презентираат културни и општествени манифестации од најразличен карактер, кои ја вратија живоста и темпераментот на објектот, кој дише со мирисот на магнолијата. Утрото во градот ќе ве пречека со камбаните на Свети Димитрија, кои ја звонат молитвата на православните. Тие ќе ве поканат и на свадба, и на крштевка, и на парастос, и на молитва. Најголемата битолска црква Свети Димитрија е катедрална црква од типот на трикорабни псевдобазилики со затворени тремови и велелепни спратни галерии, изградени во 1830 година. Црквата била изградена со средства на битолските еснафи, богатите граѓани и доброволната работа на многу битолчани. Нејзината надворешност е мощна скромна. За уметничкиот впечаток да биде заокружен со нејзината раскошна внатрешност, која ја исполнуваат големиот иконостас во плитка резба, дело на најпознатите мајстори од тоа време, богатата галерија на икони, црковен мобилијар и богослужбени предмети кои имаат исклучителен споменичен карактер.
Ако некогаш овде шушкаше безот и свилата, денес овде одзвонуваат гласовите и чекорите на купувачите и посетителите кои се дојдени тука, за да ги прошетаат своите намери, колку и своите желби. По уривањето на дуќаните, кои со децении беа во неговото најблиско обкружување, Безистенот обстојува како осамен споменик на некогашната чаршија од околу 600 дуќани. Првобитниот Безистен е изграден кон крајот на 15 век, но до почетокот на 20 век тој е доградуван уште 2 пати. И заради својата монументалност, но не помалку и заради својата функција, оправдано го носи имиџот тврдина. Денес, оваа тврдина крие многу предизвици пред оние кои овде дошле да купат дел од минатото на овој објект. Ако ја отворите сијатханата на Евлија Челебија, тогаш за Битола ќе дознаете дека таа е град со голема и развиена чаршија со преку 900 дуќани. За оваа чаршија пишувале и млетачкиот пратеник Бернард, крстоносецот Вилијам Тирски и турските патеписци Хаџи Калфа и Амибуе. Од кадиските сиџили дознаваме дека еснавската организираност на занаетчиите постои уште од 17 век. На толку мал простор можел да се почувствува здивот на исток и на запад. Се чувствувало влијанието на импортот, но и мирисот на ориентот кој денес ќе пронесе по некоја тенка нитка низ воздухот. Венеција, Трст, Виена, Марсеј и Лајпциг, Париз од една страна, од друга страна Солун, Цариград, Александрија, Софија, се разминуваат низ тесните улички на старата чаршија. Мајстори и калфи, чираци и муштерии. Едните коваат желби, другите сноваат занаети, а сите заедно ја ткаат диплата на времето од прастари времиња па до денес.